Велешани за третман на глауком, катаракта или физијатриски преглед патуваат до Штипка, Вадарци или Скопје, доколку сакаат да добијат здравствена услуга. Седмиот град по број на жители во државата се соочува со сериозен недостаток на специјалисти и револт кај граѓаните кои со месеци чекаат да добијат дијагноза или терапија. Во болницата во Велес нема офталмолози и физијатри, а едниот ортопед кој работи не може да постигне да ги види сите пациенти. Матичните лекари велат дека не секои болни можат и имаат услови да одат во другите градови. Во Велешката болница во моментов некогаш на 2 недели имаме офталмолог, што е исто така многу тешка состојба за нашите пациенти со глауком, со катаракта, чекаат по 1 година за да дојдат до операција на перде. Глаукомот, мислам и ние како професионалци, ако не се третира и ако не се следи, знаеме дека може моментално слепило да предизвика. Матичните велат дека не можат така да функционираат во услови кога има голема болница во градот, но нема кој да работи во неа. Бараат од здравствените власти итно решение за да не мора секој ден на пациентите да им велат дека нема термин, или пак да бараат чаре кога станува збор за акутна состојба. Замислете да дојде пациент со шпонче во око, не може тоа шпонче да стои, ќе направи инфекција, ќе направи проблеми. Значи, или во 8 септември, или во Штип. Но не е целта, ние цело време апелираме како здружение и еве јас како председател на Сдруженијето на приватни лекари, не е суштината сите во Скопје додат. Од Министерството за здравство вела дека обезбедувањето кадри од други установи е согласно закон, додека не се надмине проблемот со дефицитарни лекари. А тоа ќе го решат за неколку години додека завршат специјализациите. Министерството за здравство го зајакна кадарот во Велешката болница со вработување 11 приватни специјализанти од најразлични специјалности: гинекологија, гастроентерохепатологија, ендокринологија и интерна медицина. Исто така, согласно програмата за специјализации за 2025, доделени се 28 специјализации, меѓу кои споменатите офталмологија и физикална медицина, велат од здравство. На социјалните мрежи реагираат и велешани, велејќи дека од Централна болница во Вардарскиот регион сега се на дното на листата. Сања Димитровска, Сител телевизија.